Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани здравствени работници, вложуваме во здравствениот персонал. Ви оддаваме признание. Вие сте на првата борбена линија со COVID-19. Вложувањата кои владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги направи во здравството, овозможија успешно да се справуваме со најголемата светска здравствена криза во изминатите децении. Со оваа криза стана уште повидливо дека здравството е еден од основните општествени столбови. Продолжуваме да вложуваме во одржлив здравствен систем. Наш приоритет од почетокот е подобрување и унапредување на јавното здравство, подобри услуги за пациентите и работни услови за здравствените работници. Ги зајакнавме професионалните капацитети на здравствените работници и овозможивме услови за нивна работа дома, можност тие својата иднина и кариера да ја гледаат во нашето јавно здравство. Вработените во здравството, кои се во првите борбени редови во битката со COVID-19, ќе добијат награда од 20% од основната плата за 2 месеци. Наградени ќе бидат сите здравствени и нездравствени работници вклучени во работата со пациентите заболени од коронавирусот. Доктори, медицински сестри, но и нездравствени работници, болничари, транспортери, возачи во службата за итна медицинска помош во сите јавни здравствени институции, болниците, институциите каде се прават испитувањата, здравствените домови кои што го организираат транспортот и така натаму. Никој нема да биде изоставен, сите се земени во предвид. Владата на СДСМ инвестираше многу во човечкиот капитал во здравството. За период од 2 години даде повеќе од 5000 согласности за вработување во јавно здравствените установи, ги зголеми платите на здравствените работници, даде повеќе од 1000 согласности за специјализации и субспецијализации. Во периодот од септември 2018 до февруари 2020 4 пати е зголемена платата во здравството, основната плата на лекарот специјалист е зголемена за 40%, на медицинските сестри до 23%, на општите лекари до 25%, а на останатите здравствени соработници за 15%. Ги зголемивме коефициентите за исплата на дежурства на здравствените работници. Некои типови на дежурства се зголемани за 2 до 3 пати за викенд. За 15% го зголемивме капитациониот бод на матичните лекари од општа пракса, гинекологија и стоматологија. И за прв пат оваа влада ги плати приватните специјализанти за својот труд во висина од просечна плата на општи лекар. Надминавме деценијски проблеми. Ги направивме лековите достапни за сите граѓани и во секое време. Воведовме нови и најиновативни терапии. Го решивме деценијскиот проблем со недостатокот на лекови. Укинати се квотите за лекови на рецепт во аптеките ширум целата држава. И денеска граѓаните повеќе не се грижат дека ќе останат без терапија, бидејќи таа им е достапна во секоја аптека и во секое време. За 2 години воведовме 5 нови лекови за ретки болести, а за пациентите со дијабетис 3 нови типа висококвалитетен и сертифициран инсулин. Иновативна биолошка терапија за пациенти со малигни заболувања. 8 нови дигитални мамографи. Воведовме задолжително двојно читање на мамографските снимки. Бесплатни ортопедски градници, психолошка поддршка за пациентките со рак на дојка. 2 нови вакцини за заштита од пневмоник и ротавирус кои се чести во детската возраст, особено кај децата кои посетуваат градинки. Инвестиравме во реконструкции и обнова на оддели, нова современа медицинска опрема, возила на идната медицинска помош. Реконструкции на повеќе оделенија за интензивна нега и клиники, реновирани операциони сали, реконструкција на служба на идна медицинска помош во Велес и Битола. Нов ургентен центар во Куманово и кардиоваскуларниот центар во градска општа болница 8 септември. Ново оделение во психијатриската болница во Неготино, во Негорци и машкиот павилјон во психијатриска болница во Демир Хесар. Во финална фаза е доизградбата на новото болничко крило во јавната здравствена установа општа болница Струмица. 12 нови возила за итна медицинска помош. Направивме многу, но имаме уште многу да направиме. Продолжуваме да работиме посветено на подобрување во секоја област: инфраструктура, опрема, терапија, персонал. Затоа што само така, со сеопфатен пристап кон сите сегменти во здравството, можеме да направиме функционален и одржав здравствен систем за сите.